Селам алейкум и поздрав до сите вас. Сакам да ви информирам и да ви кажам што ми се десило во Македонија последниот ден пред да си дојдам во Германија вечерината. Нели сите знаете дека имав ифтари да давам. Ги дадев тие ифтарите во Прилеп и вечерината реков за последно реков додам до Битола, да се видам реков, со другарите со друштво реков, па да јадиме реков, леп. Бевме догоре до Сточен пазар, кај мосто, како што викат за влюбениот, свртевме некој круг таму, поседевме таму отприлика 1 сат и се вратевме, додиме до центар, да јадиме и да си јојме дома. И послушајте, брајке мои, сестри мои, што ми се деси нешто најлошо во животот и ова нема да го заборавам све до крајот во мојот живот. Не знам како да ви објаснам, валлахи, не знам како да почнам. Во кружниот во Битола, кај што е брза помошта, дали има кружен тука, кај џамијата, мислам дека се вика Шекерзада. Само што свртевме тука, од позади, од десната страна, поминува кола, бела, и директ ни врти да удри нас. Ние застанавме и му кажуваме зошто вака правиш. Тие излегуваат од кола и директ, да знаете што се случува, нема да верувате. Излегуваат од кола, вадат пиштол вадат, и тој момент, тие беа двајца в кола, ние немавме никаков избор. Ја му кажав нормални луѓе облечени и тој момент му кажувам на мојот другар, на мојот братучет, викам, дај газ и бегаме, викам. Тој, братучет ми даде газ и побегнавме од настанот, директ викам, влегува полиција. Заминуваме в полиција. После позади нас се пушта до полиција дојде и после ни викат, абе што бегате, вика, полиција сме. Абе добро, дали има закон во Македонија или нема? Без никаква пречка не застанува полиција, сака да не удри, обични луѓе ни вадат пиштол, без никаков проблем, без никаква пречка, ни вадат пиштол и ни викат, вадите, вика, дрога.